Професорке, добар ден. Ви благодариме што ја прифативте нашата понуда. Зборуваме на една многу важна тема. Илија, имаш честа да ја представиш гостината? Професорка Искра Цветковиќ, добар ден, благодариме на гостопримството. Добар ден, добре дојдовте. Ќе оставам вие да ги кажете другите титули. Јас сум професор на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на катедрата за микробиологија и имунологија и европски специјалист по ветеринарна микробиологија. Супер, одлично. Многу голема чест ни е што можеме да разговараме на ваква сериозна тема со некој што многу добро ја познава проблематика. Денеска ќе зборуваме за антимикробна резистенција. Ова звучи вака малку сериозно, а малку повеќе од сериозно, особено кај нас, со оглед на тоа што луѓето и не се многу запознаени на оваа тема. Што значи антимикробна резистенција, еве како најосновно, најлесно да го објасниме? Наједноставно, антимикробната резистенција представува отпорност на микроорганизмите, значи тоа може да бидат бактерии, вируси или гави, кон одреден антимикробен лек. Конкретно, ако разговараме за бактериите, тогаш е отпорност кон антибиотици. А за вирусите и габите ако зборуваме? За вирусите ако зборуваме, тоа е отпорност кон антивирусни лекови, а за габите отпорност кон антифунгални лекови, бидејќи секој од тие групи на антимикробни лекови има одредено селективно токсично дејство према одреден микроорганизам. Така, кратко и јасно, значи нешто што кај нас е за жал голема пракса да се користат и противвирусни заболувања и во хуманата и во ветеринарната медицина за жал. И сега ќе дискутираме конкретно ќе се насочиме кон домашните миленици повеќе. Имавте многу убава анкета заедно со вашата докторантка Ивана Шиковска за тоа колку собствениците на миленици, ветеринарните доктори и луѓе кои сакаат да ја одговорат се запознаени со оваа тематика и до сега резултатите се дискутабилни, да кажеме. Значи, не се толку добро запознаени, за жал, луѓето, граѓаните со оваа тематика. И какви одговори добивте конкретно на некои од овие прашања? Дали знаат дека домашните миленици представуваат потенцијален извор на бактерии отпорни на антибиотици, кои потоа може да се пренесуваат и меѓу самите животни, ама и меѓу животните и луѓето? Така, како што спомнавте, ова анкета е дел од докторската дисертација на докторантката, мојата асистентка Ивана Шиковска, и досега имаме околу 350 одговори од сопственици на домашни миленици. Таргетот ни е према домашните миленици, бидејќи истите живеат во блиска, да не речам иста средина со луѓето и тој трансфер на микроорганизми може да биде и е многу лесен помеѓу сопствениците и помеѓу милениците. Да се навратам на првото прашање во однос на тоа дали антибиотиците делуваат против вирусите, околу 16% од испитаниците одговорија дека да, веруваат дека делуваат против вирусите, што е еден неточен одговор, односно еден мит кој што да речеме кружи и во хуманата популација, дека еве сега сум настинат, па ќе се напијам антибиотик превентивно да ми делува. Антибиотикот не делува превентивно. Значи, антибиотикот делува само доколку има одредена бактериска инфекција. И само тогаш се дава, само во тие услови. Во описот на видеото го ставивме, ќе го ставиме линкот до анкетата и се надеваме ќе има многу повеќе луѓе што ќе одговорат, ама сега бидејќи го кажавте точниот одговор, можеби тоа ќе ви ги смени процентите. Може ќе рипнеме. Се тоа што го правиме и со анкетата, и со нашите истражувања, и со докторската дисертација треба да има и верувам дека ќе има еден бенефит во јавното здравје. Така што и да сега го дознаат точниот одговор, тоа ќе биде секако позитивно за во иднина да не земаат антибиотици ако имаат вирусна инфекција. Што се однесува до второто прашање, дали се свесни дека милениците можат да бидат носители на одредени бактерии кои што можат да бидат резистентни на антибиотици, еве околу 65% одговорија да, дека знаат дека можат да речеме да се инфицираат или да добијат резистентни бактерии од нивните миленици. Меѓутоа, тука би сакала да напоменам дека не треба секогаш прстот да се вперува кон милениците, затоа што и покрај тоа што постои тој зоонотски пренос од миленикот на сопственикот во случајот, може да се случи и обратно.
Значи и обратно се случува, процесот оди во двата правци. Така. Покрај тоа што со милениците ја разменуваме и љубовта и секојдневниот живот, ние си трансферираме бактерии цело време. Значи може тоа да биде и од човекот, значи од собственикот на миленикот, затоа што постојат такви истражувања дека популарната мрса, односно резистентен стафилококус ауреус на метицилин е пренесен од собственикот на миленикот. Значи процесот оди во двете насоки. И љубовта и бактериите така се менјаме. заедно. Кажете ми, кога зборуваме за миленици, зборуваме пред се за мачки и кучиња. Дали на пример кај рептилите или кај птиците е ист процентот на можни размени? Апсолутно е возможно. Апсолутно е возможно сега заради тоа што и рептилите живеат во близок контакт со собствениците и со папагалчето, се милуваат и со рептилите исто така да постојат бактерии кои што можат да се споделуваат меѓу едните и меѓу другите секако. Така. И сега многу често, еве и баш и ние сме многу против тоа и сакам да го спомнеме, постојат Facebook групи, многу активни Facebook групи во кои што членуваат безброј луѓе и многу често таму бараат совет пред да отпусатат ветеринар. Тоа го прават и луѓето сами за себе, но и многу често за милениците од X фактор и многу често прашуваат дали овој лек, меѓу кои за антибиотици, смеам да го дадам на моето куче или маче бидејќи кашла или има диареја или има било каков проблем. Каков одговор добивте на тоа прашање, дали е во ред да користат антибиотици за својот миленик, кој што ги имаат дома, им се наоѓаат во домашната аптека, без да се консултираат со својот ветеринарен матичен доктор? За среќа, одговорот беше многу позитивен, а тоа е дека во 90 и скоро 95% од случаите дека не го практикуваат тоа и дека не даваат антибиотици на своја рака, што велиме, на миленикот. И тука морам да потенцирам дека секогаш мора да се бара консултација апсолутно со доктор по ветеринарна медицина. Бидејќи доктор Google и доктор Facebook не знаат што му е на вашиот миленик. Затоа што секоја кашлица не мора да значи дека е од инфективна природа. Ако е од инфективна природа, не значи дека е од бактериска природа, значи може да биде и од вирусна природа. Заради тоа мора секогаш да се консултираат со докторот по ветеринарна медицина, кој што ќе направи соодветен преглед, можеби ќе земе материјал за лабораториско испитување, тој може да се допрати до нашата лабораторија да издадеме соодветен резултат за тоа кој антибиотик е, ако веќе има потреба, кој антибиотик е најдобар да се користи во тој случај. Меѓутоа, исклучиво велам, секогаш треба да биде тоа во консултација со нивниот матичен ветеринар, односно доктор по ветеринарна медицина. Може да го вметнеме клипот што го снимивме во парк, Со да се анкетата, надоврземе со анкетата. За жал немаше многу луѓе што сакаат да дискутираат пред камера, ама сите дискутираат со нас позади камерата. И сите, значи прашањето ни беше дали вашиот миленик во градскиот парк, среќававме луѓе кои ги видовме кога се шетаат со миленици, дали вашиот миленик некогаш примал антибиотици, дали некогаш на своја рака сте давале антибиотици, и повеќето одговори беа за среќа дека на своја рака никогаш не дале антибиотик. Меѓутоа, од друга страна, дека беше болно, но прими вакцина беше најчестиот одговор. Сега многу често нормално луѓето не се толку упатени, не мора да бидат до тој степен упатени, додека ветеринарот не се соочи со тоа да им објасни што се случува. Тие сметаат дека доколку нешто е во шприц со игла, тоа е некаков тип на вакцина. Сега, дали тие не прашуваат или тука е проблем што ветеринарите не сакаат да им објаснат што точно прима нивното милениче, меѓутоа сметаат дека не примало антибиотик нивното животно, иако најверојатно че им биле и нешто се боцкало, за жал во најголем број случаи се ставаат и антибиотици. Од страна на нашите колеги ветеринари, многу често и потребно, можеби па и не толку потребно, нели таа постои некоја стандардна терапија која се уште се користи од неколку препарати, меѓу кои често има антибиотик. Значи, ние имавме и уште едно истражување, спроведавме за тоа какви се ставовите на докторите по ветеринарна медицина, и морам да напоменам дека тука прилично се изненадивме затоа што околу 35% од нашите колеги изјавија дека се многу често и под притисок на собствениците да дадат антибиотик. Заради тоа што и собствениците, оно што го рековме преска, дека тие сметаат дека доколку нивното куче кашла, тогаш мора да се даде антибиотик.
и мора да напоменам дека меѓусебно мора да се информираме. Значи, и докторите по ветеринарна медицина да ги информираат собствениците кога што аплицираат, дека даваат антибиотик или дека повторно треба нели да дојдат да примат уште една доза и така натаму, бидејќи не е само да се даде антибиотикот одреден антибиотик, туку треба да биде во одредена доза и во одредено време траење. Меѓутоа и собствениците треба сами да се интересираат затоа што мора да знаат нели што се случува со нивниот миленик. Така што сметам дека таа комуникација на апликација на антибиотик или мислење дека не треба да се даде антибиотик, сето тоа мора да биде и издржано и споделено меѓу сите нас. Значи меѓу собственикот, меѓу докторот по ветеринарната медицина и секако меѓу нас кои што ни праќаат материјали за лабораториско испитување, дали треба да се даде, не треба да се даде, дали се работи за микроорганизам кој што некогаш не е патоген. Не мора да значи дека секој микроорганизам кој што ќе се изолира дека е патоген и дека мора да се дава антибиотик. Ние имаме и нормална микрофлора и нормален микробиом, кој што многу често ако несоодветно се употребуваат антибиотици или повеќе се употребуваат, ја оштетува и нашата микрофлора и повторно доаѓа до еден дисбаланс и во нашиот имунолошки систем, и во имунолошкиот систем и на милениците секако. Така е, сега на страна на колегите кои што така малце ги окуди претвора дека и често аплицираат антибиотици, многу често е праксата кај нас кога собствениците поради било која причина не се задоволни од третманот кај првиот ветеринар кој што го посетиле, да посетат втор, трет па и 10, без притоа да пренесат што точно било аплицирано на животното. Морам да напоменам дека постојат одредени медицински препарати кои што не смеат во одреден временски период да се аплицираат истовремено или на краток временски период и дека мора и тоа да го имаат во предвид или доколку еве не се задоволни, што е дозволено од било кој ветеринарен доктор, барем секогаш да се информираат што точно нивното милениче примило, за доколку посетат друг да може да му пренесат истиот да знаат каде да продолжи со терапијата. Знам дека многу често колегите ветеринари комуницираат меѓу себе, меѓутоа нели некогаш собственикот и не сака да каже каде бил претходно или воопшто и не кажува дека бил некаде претходно. Еве да напел до собствениците кои што ќе го видат ова да се информираат секогаш што точно примило нивното милениче и за вакви случаи, доколку има поради било каква незадоволство. Да, бидејќи тоа е сепак во интерес на нивниот миленик. Апсолутно. Затоа што ние да речеме се сретнуваме со ситуации во кои што апсолутно изолираме патоген причинител, меѓутоа нема ниту еден антибиотик кој што во инвитро услови, кога го вршиме испитувањето, делува на тој патоген микроорганизам. Тоа значи дека се сретнуваме со така наречени супербактерии, кои што се резистентни на повеќе од 3, па дури и 5 класи на антибиотици и тогаш веќе доаѓаме до една состојба каде што нема адекватен антибиотик кој што би можело да се препише и да се аплицира. Затоа е многу важно антибиотиците да се чуваат за употреба само тогаш кога ќе има потреба и само по соодветен резултат да се знае точно кој антибиотик треба да се користи во дадената ситуација. Колку често има барања до вас да изработите антибиограми, може да кажеме што е антибиограм од страна на ветеринарните доктори? Антибиограмот или тест на антимикробна осетливост представува едно инвитро испитување во кој што се тестира одреден патоген микроорганизам на кои антибиотици е осетлив или пак резистентен. Тој процес започнува прво со тоа што докторите по ветеринарна медицина кога се сомневаат за одредена бактериска инфекција, земаат материјал за лабораториско испитување. Тоа може да биде брис од кожа, може да биде брис од уво или да биде урина и така натаму и го доставуваат до факултетот за ветеринарна медицина на испитување. Ние тука имаме утврдена методологија на работа, прво треба да се изолира причинителот, потоа да се идентификува и дури потоа да се направи тест на антимикробна осетливост. Морам да кажам дека имаме соработка со докторите по ветеринарна медицина, меѓутоа сепак сметам дека може подобро и треба да биде подобро, особено во одредени ситуации кога гледаме многу голема резистенција кај бактериите во инвитро услови, што значи дека може би претходно било животното и терапирано на повеќе наврати со различни антибиотици и доаѓаме повторно до состојба да не можеме да препорачаме соодветен антибиотик затоа што е резистентен на 10-12 антибиотици од 3 или 5 класи на антибиотици. Така што сметам и апелирам дека таа соработка мора да биде и треба да биде подобра, се во интерес
и на здравјето на животните, меѓутоа и во интереси на јавното здравје, затоа што генерално антибиотиците, особено оние кои што се од повисоките класи, треба да ги сочуваме да бидат активни за борбата против инфекции кои што се кај луѓето, а во овој случај со давање на такви антибиотици кои што се критички важни антибиотици во хуманата медицина, ние се уште многу повеќе го дигаме нивото на антимикробна резистенција и ги правиме да бидат неефективни кон бактериите. Така. И сега тука имам уште едно прашање интересно, можеби делно го одговоривме, нели рековме дека повеќето сопственици не даваат на своја рака антибиотици. Меѓутоа јас морам да се сложам дека не е така, е сега нормално, не секогаш. За жал, многу често се случува и самите ветеринарни доктори, сега пазарот е проширен, значи имаме повеќе препарати, меѓутоа до скоро да кажам, скоро можеби 10 години да кажеме дека во однос на оваа тема е некој скорешен период, многу често беа принудени да препишуваат и антибиотици од хуманата медицина, бидејќи ги немаше. Да појасниме, еве, например, миленикот оди на ветеринарен преглед, тогаш се аплицира лек кој што треба да се инјектира, меѓутоа потоа, ако собственикот не може да го носи редовно куќето на контрола, му се препишува терапија во форма на таблетки или капсули, кои ги зема од хумана аптека. Сега мислам дека одиме напред во тој поглед, меѓутоа многу долго беше тоа некоја пракса. Дали има последици сето тоа? Добро е да одиме напред во таа насока, заради тоа што нормално кога еден антимикробен лек е формулиран за човечка употреба, тој треба да остане за човечка употреба. Различни се искуствата и во Америка и во Европа, да речеме во Европа постои една каскада која што е утврдена според законска регулатива како треба да се постапува во случај кога не постои, например, ветеринарно-медицински препарат кој што е наменет за анимална употреба или тој не е ефективен. Каскадата оди на тој начин што доколку нема таков ветеринарно-медицински препарат за дадениот животински вид кој што би бил ефективен, тогаш може да се користи ветеринарно-медицински препарат, повторно антибиотик за анимална употреба, кој што не е токсичен за тој животински вид, меѓутоа можеби на пазарот е наменет за некој друг животински вид и дури на крајот да може да се користи антибиотик кој што е наменет за употреба во хуманата медицина. Значи тоа е во оние исклучителни случаеви кога треба да се спаси едноставно животното од тешко заболување или смрт, значи тоа е во оние, повторно ќе кажам, крајни инстанции, затоа што оние антибиотици кои што се за хумана употреба треба да се чуваат за хумана употреба. Значи употребата на антибиотици кои што се за луѓе не се за да му биде на собственикот полесно, туку во случаи кога нема, односно не постојат ветеринарно-медицински препарати кои можат да бидат ефективни. И тоа е токму заради тоа што секоја и апликација на антимикробен лек и на антибиотик треба да биде под контрола на докторот по ветеринарна медицина. Така, апсолутно. И сега сакам да се надоврзам уште кон ова. Често го спомнуваме тоа одговорно сопствеништво. Нели спомнавме, можеби не можат редовно да го носат на терапија својот миленик и повторно се враќаме на тоа дека како оди се напред и нели се бориме за благосостојбата на милениците и свесноста кај луѓето оди нагоре, дека доколку се најдат почесто од еднаш до 2 пати во текот на животниот век на своето милениче во таква ситуација, најверојатно тие не се во состојба да бидат собственици на миленик, бидејќи не можат да го исполнат она што го кажуваме постојано, милион фактори кои спаѓаат во тоа одговорно сопствеништво. Грижа, нега, апсолутно, и потребна или регуларна нега кога не е болно миленичето, особено кога е во некоја болна состојба. И дека тоа одговорно сопствеништво се навраќаме кон она едно здравје што често го спомнуваме. Доколку се неодговорни сопственици, еве конкретно во поглед на антибиотиците, тогаш се неодговорни и кон целото човештво, да кажем, и целата заедница на планетата. Апсолутно. Во случајот на антибиотиците, одговорното сопствеништво значи одговорност прво према сам себе. Така. Заради тоа што
повторно ќе се надоврзам на истото. Доколку се даваат антибиотици кои што се резервирани за луѓето, тогаш им ја намалуваме ефективноста токму за луѓето. Тоа значи дека ако не се грижиме за нашите миленици, како што треба, односно да го слушаме советите на докторот по ветеринарна медицина и самостојно да даваме антибиотици, значи дека не сме одговорни и према самите себе, и према нашето семејство, и према јавното здравје генерално. Така. Супер, одлично. Дали имаш да надополниш нешто? Да, прво, мене многу ми се свиѓа што разговараме на една тема која што е релативно позната. Мислам, сите мислиме дека знаеме, уствари стварно не знаеме и сите не тангира, сите не допира и тоа ми се свиѓаше што ја направи паралелата со одговорното сопстведништво, затоа што стварно е круг кој што е многу битен и ако немаш пристап, мислам, ние секогаш инсистираме кон тоа, значи подобро е да немаш миленик, значи не е тоа обврска, не мора сите да имаме животни в дома, може да ги сакаме, животните и на другите, животните и општо било кој, ама за да поседуваме веќе е огромна одговорност и многу е важно, како што кажавте вие, одговорности се спрема самите себе, затоа што со тие животни ние колку можеме да им наштетиме, одсакајќи добро да им направиме, например, збориме често и за антропоморфизацијата, која што е многу расширена и сега тоа е тренд кој што доаѓа полека кај нас, го гледаме во Америка, гледаме во Западна Европа, дека буквално се превртува таа грижа, станува екстремна и наштетува на миленикот, затоа што веќе ја заменуваме како за човек. Значи почнуваме да му даваме човечка особина на милине, што воопшто не е добро. Еве исто и со антибиотиците, потполно е тоа. Значи цело време стварно интересна тема која што ги обединува усвари сите теми, а вака на прв поглед е малце некако и далечна и блиска, зашто сите имаме антибиотик дома, ама сепак некако... Токму тука можам да кажам дека лежи еден дел од проблемот, тоа што сите имаме антибиотик дома. И на прашањето дали чувате дома антибиотици за секој случај, многу од испитаниците одговорија дека чуваат дома антибиотици за секој случај. Значи нема потреба ние дома да имаме сопствена аптека. Значи се знае кога се употребува антимикробен лек или со рецепта од доктор или со рецепта препишана од доктор по ветеринарна медицина. Значи токму таа злоупотреба, да речеме, на антибиотиците не има доведено до ова ниво да едноставно веќе се случува да постојат инфекции каде што немаме орудие веќе за заштита. Така што еве апелирам и до собствениците на милениците и до докторите по ветеринарна медицина за одговорна употреба на антимикробните лекови, се со цел да си го заштитиме и здравјето на животните, но и јавното здравје генерално. Ја имам уште едно последно можеби прашање, не знам, ама пак е, мислам, доста е лаичко и општо, ама слушајќи ве вас имам впечаток дека исто како и за нас, нели, прво треба да направиме анализа пред да добиеме некој лек. Јас имам стварно многу клиенти, пријатели и така натаму, за моите не сум имал таков случај, мислам за моите миленици, меѓутоа многу искуства други имам слушнато, каде што им се аплицира лек без да биде земен бриз, најчесто воспалување на уво, мислам барем тоа нас што ни стига, за уво многу често, значи вика ќе пробаме со ова, па ќе видиме со тоа, исто и за кожа, кожни проблеми, значи многу често, сега претпоставам дека можеби диагнозата е комплицирана, не знам, ама слушајќи ве вас имам впечаток дека прво сепак треба да се земе бриз, за да си има почеток некој, па да се оди натаму, а не да се експериментира. Апсолутно, значи без разлика за која патологија се работи, нека биде тоа кожни промени, треба да се земе бриз. Тој бриз се доставува до факултетот за ветеринарна медицина. Ние овдека, како што реков претходно, имаме утврдена методологија. Прво мора да се направи изолација на причинителот, која што трае најмалку 24 часа. Потоа го идентификуваме, тоа е идентификација која веќе сега со современата методологија која поседува факултетот е веќе истиот ден. И тука веќе знаеме дали се работи за патоген причинител или е нормална флора. Затоа што тестот на антимикробна осетливост не се прави на нормална флора, се прави на патоген причинител и потоа го соочуваме во инвитро услови со различни класи на антибиотици да видиме точно кој антибиотик делува.
после издавањето на резултатот, значи си добиваат докторите по ветеринарна медицина соодветен резултат кои антибиотици можат да се користат, на кој е сензитивен, на кој е резистентен. Редовно сме во комуникација со докторите по А ветеринарна кој време медицина. траењето од прилика на инвитро тестот, последната Тоа фаза? исто така многу зависи за колку време и се изолира бактеријата. Значи, ако бактеријата се изолира за 24 часа и неговото време траење е 24 часа. Значи, пред 48 часа не можат да се добијат релевантни резултати за антимикробна Значи, од осетливост. прилика 3 дена, откако е земен Да. брисот, да рачунаме за 3... Ако се работи за брзо растечка бактерија, тогаш за 48 часа може да се добие резултат со антимикробна осетливост. Се случува некогаш да го продолжиме малку времето на инкубација, за да видиме, бидејќи постојат бактерии на кои што им треба малку подолго време да растат, а ние како доктори по ветеринарна медицина со нашето образование знаеме дека не сите бактерии растат за 24 часа Так, и затоа так. сакаме многу често и да Доставите почекаме през- да не случајно има друг патоген причинител на кој што се сомневаме, така што некои, ајде да речеме 48 до 72 часа е некое разумно време кога станува збор за бактерии. Многу често тие бактериски инфекции може да бидат комбинирани со габична инфекција. Тука е веќе времето на инкубација малку подолго и бара до 5 дена за да се види која габа се работи, така што тука може да биде малку пролонгирано времето. Брисот се зема кога е независно дали е свежо бањато куќето, дали му било вршено некое чистење, например, на увото или на кожата, и дали е пожелно, дали треба да се остави време пред да се земе брисот или Подобро независно? е да има биолошки материјал на него, значи подобро е да има дебриз, да не е претходно нити терапирано со антибиотик, Така. за да не може да даде Да, погрешен да. резултат. Значи, кога има сомнеш за некаква инфекција или бактериска инфекција, најдобро е веднаш да се земе, а потоа може да се направи некое бањење со шампон Так, или так. било што, меѓутоа не да се терапира животното пред да се Так. земе материјал. Значи тие 72 часа важат и за Скопје да се изчисти и се така и бактериите да се средат. Да, добра аналогија беше ова. 72 часа за се. За се. Професор, ќе многу ви благодариме, значи прецизно, концизно, многу важни податоци за сите. Се надевам дека ќе ги земат во обзир сите податоци кои ги наведовме, дека сериозно ќе се свати темава. Се надевам дека веќе е сватена, за ова многу се зборува во хуманата медицина и во ветеринарната медицина и со долги години. Меѓутоа, еве, ние сепак имаме во домашна аптека се уште антибиотик, така да можеме уште малку да поработиме на оваа тематика. Темата е многу актуелна и мислам дека не треба во никој случај да престанеме да зборуваме. Еве, следната недела ни е недела на борба против антимикробната резистенција. Не значи дека само во таа недела треба да се зборува за незе. Јас еве можам да и да ве поканам, следната недела имаме работилници заедно со студентите по ветеринарна медицина и презентација на резултати од наши истражувања, со цел се да се подигнае свесноста околу тоа со што ние како доктори по ветеринарна медицина се соочуваме и колку всушност ја имаме антимикробната резистенција конкретно кај домашните миленици. Одлично, фала ви. Благодариме многу. Фала.